Добар ден, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник. Оваа емисија ја посветуваме на најдобрите средношколци, односно првенците од средните училишта во Охрид. Во првиот дел од нашата емисија, наши и ваши гости се Ивана Треневска, првенец на Охридската гимназија Свети Климент Охридски, и Никита Мишевски, првенец на Угостителското училиште Ванчо Питошевски. Добар ви ден на двете. Ви благодариме што сте денес во студиото на ТВМ. Нашиот разговор ќе започнеме со еден вид на представување. Повели Ивана, представи ни се. Јас сум Ивана Треневска, имам 19 години, учев во средното општинско училиште гимназија Свети Климент Охридски. И кој смер? Природно-математичка А. Тоа значи повеќе математика, физика, отколку биологија и хемија. Така, повели. Јас сум Никита Мишевски, учев во средното Угостителско училиште Ванчо Питошевски, во смер готвач. Готвач, значи, да, денес една од најдефицитарните, но и една од најбараните струки во угостителството и туризмот. Баш убаво. Ајде да ве запрашам. Тешко ли беше, колку труд бараше да се вложи за денес да се биде најдобриот ученик во вашето училиште? Повеливана? Како прво, да, тешко беше, се разбира, многу труд се вложи во многу време, напор и сето тоа. Меѓутоа, чувството е извонредно кога ќе се постигне нешто такво, бидејќи некој ти го ценел тој труд, тоа време потрошено, тој труд, напор и сето тоа. Така, беше тешко, меѓутоа, дефинитивно е изводливо и дефинитивно е многу наградувачко. Браво. Никита, истото прашање за вас? Секако дека беше тешко, но сепак трудот се исплаќа. Еден ден се надевам дека ќе ни биде исплатен, но и професорите и сите ни го ценеа трудот. Така. И кога ќе се истакнеш, секогаш ти си во плюс. Одлично, одлично. Ајде, Ивана, кои беа твои омилени предмети? Па, за мене лично физика ми е омилен предмет, меѓутоа физиката оди рака за рака со математиката. Така да можам да кажам дека математикава, иако не ја сакам толку многу, колку физикава, морам да ја владеам за да можам и физика да работам. Така што и таа ми е еден од омилените предмети. А исто така и јазици ми се едни од омилените предмети, германскиот најмногу, исто и англискиот го совладувам, меѓутоа германскиот најмногу. Браво. Никита, вас? Мене стручните предмети секако, храна и пијалоци и готварство. Еден од најмилените предмети. Тоа е истеруката очекувано. Браво. Може ли да ни споделите некои ваши лични достигнувања, дел од награди кои што сте ги освоиле во текот на 4-годишното средно образование? Повеливена? Па, бев на надпревар по физика, се разбира. Освоив прва награда на општинско и на регионално ниво и учествував исто така и на државниот надпревар. Исто така учествував и на други надпревари и проекти, како Еразмус проекти. До сега имам учествувано на 3 во школските активности и 3 воншколските активности, како проекти посебни. И искрено тие се едно големо достигнување за мене, бидејќи на тие проекти се учи многу за другите луѓе, другите култури и така натаму. Одлично. Никита, вие? Јас до сега сум била на многу надпревари, од кои еден е во Словенија, во Охрид, надвор од Охрид, државни, меѓународни надпревари, каде што сум добивала награди, златни медали, пехари и во Словенија многу големо достигнување, второ место на балкански надпревар. То по готварство предпоставувам. Браво, што им сготвивте таму на словенците? Таму готвев десерт. Десерт? Каков? Некој наш традиционален или? Модерна штрудла со јаболка и пијани. Ресенски десерт, некој многу интересен и скомбиниран. Браво. Кој ви беше најголема поддршка во текот на вашето образование? Дефинитивно семејството како прво, а како второ класната морам да ја спомнам, бидејќи таа преку целото моје образование ме поддржуваше во сите мои насоки, избрани надпревари и така натаму. А исто така и професорите, предметните професори, кои што многу ми помогнаа да ги постигнам моите успеси денеска. Така, Никита, вас? Мене секако семејството, најмногу мојот татко и брат. Исто така и класната, секако и професорите по пракса и другите професори. Така. Тоа и ми беше следно прашање, дали имавте некој ментор кој ве бодреше, кој секогаш ви даваше, да речам,
Ви беше ветер во грб. Да, класната, како што реков. Вас класно. Класната, дефинитивно, и морам да споменам и сите други професори на кои што им сум се обратила за помош, секогаш биле многу позитивни и секогаш сакале да ми помогнат. Отлично. Исто, класната секогаш се Класниот раководител, да, секогаш е најголемата поддршка за својот клас и учениците. Ајде, кои се идните планови? Каде ќе продолжиш образованието? Претпоставувам, продолжувате со образованието. Да, секако. Предпоставувам дека ќе се запишам на електрофакултетот ФЕИЦ при УКИМ во Скопје. Меѓутоа сега уште се двоумам и не знам баш, меѓутоа тоа ми е првата опција. А која е втората, ако може да ни откриете? Па ако не ФЕИЦ, тогаш може и Финки исто така при УКИМ, меѓутоа се двоумам уште. Така. Вие, Никита? Јас ќе се запишам на гастрономски факултет секако. Се двоумам дали надвор од државата или тука. Имам уште време. Така, ако е тука, предпоставувам ќе биде Охрид изборот. Да. Ако е Македонија, ќе се бидеш пак овде, инаку си одресен, да кажеме за гледачите. Каде се гледате себе си, па за едно 5-10 години? Сигурно имате некои мечти, соништа, желби? Дефинитивно на факултет, се разбира. Каде што ќе ги проложам моите понатамошни студии, освен постдипломските студии, како и магистерска и докторат можеби. Такви се плановите, значи каде бива? Да, можеби да. Баш убаво. Вие, Никита, каде се гледате? Секако најпред се факултет, потоа се гледам, се надевам, можеби на некој надпревар Мишелин звезда. Убави планови се тоа се стварно убави соништа. А каде би се реализирале кариерно? Што би сакала да работиш? Многу сакам да пишувам листи на јадења. Се гледам како можеби да градам ала карт менија и такви работи. Шеф на кујна, може. Интересно. Да. Нешто поврзано со храната и кујната. Одлично. Ти, Ивана, каде се гледаш? Што би работела ти? Јас би работела во некој институт, би рекла, можеби. Не знам, уште немам размислено. Се гледаш себе си во науката? Да, во науката дефинитивно. Истражување можеби некое во областа на електроструката или така натаму. Не знам, уште немам размислувано толку многу за тие работи. Тоа себе си се гледате во науката. Дали имате хоби? Учење? За учење, но има ли некој хоби од каде што се црпи енергија и некој одмор? Повеливана? Да, дефинитивно хоби како прво спортот. Најважно нешто спортот, бидејќи со спортот се добива многу енергија. Ако се троши енергија, меѓутоа ментално се придобива таа енергија подоцна за да може да се потроши пак. Исто така и книгите ми се една од најголемото хоби. Читањето книги, значи, ми помага да се здобиам со поголем речник на зборови, како и едноставно сакам да се внесам во приказната што ја нуди самата книга. Да. Повели, Никита, ти? Исто спортот и воедно цртањето, бидејќи цртањето и готвењето е поврзано и многу ми дава креативност и така. Да, гледаш, интересно хоби имате и вие. Што е она што би им порачале на учениците? Како да се биде најдобар? Да не се откажуваат. Трудот секогаш се исплаќа, напорот секогаш се исплаќа, времето кое што ќе се вложи секогаш ќе резултира во некој подобар резултат. Секогаш, значи да не се откажуваат во своите намери. Повели, Никита, исто да не се откажуваат и да учествуваат на што повеќе надпревари и доколку не добијат награда, секако учеството е искуство, така ќе напредуваат, да се пријавуваат на се што можат, и се што можат да се истакнат, да се докажат, да видат. Така. Имате ли идол, некоја личност која што ве инспирира? Би рекла мајка ми. Дефинитивно мајка ми, да. Ти, Никита? Уште како мала многу сакав да гледам кулинарски шоа. И Джейми Оливер ми е еден од најдобрите, и Гордон Ремзи исто така. Одличен идол, да. Одличен идол. За крај, кого би му се заблагодариле? Кажевте кој е идолот, но има ли некому кого навистина би сакале да му се заблагодарите?
Дефинитивно семејството, бидејќи тоа ми беше најголемата поддршка. Како и професорите, им благодарам на сите професори кои што сакаа да ме поддржат и на класната се разбира. Така. И Семејството, професорите, класната и пред се на мојот дедо, бидејќи тој многу сакаше да готви, но немале услови да го пратат во школа и сега јас ја наследив неговата желба. Браво! Ви благодарам многу и на двете што бевте дел од емисијата Прашалник. Ви посакувам да ви се остварат соништата. Драги гледачи, ние емисијата ја продолжуваме со уште двајца првенци. Ја продолжуваме нашата емисија посветена на најдобрите средношколци. Сега во студиото во овој втор дел ни се првенците на Електромашинскиот центар Светина Охридски, а тоа се Ана Новевска и Бобан Кочевски. Добар ви ден и на двајцата. Добар ден. Ајде прво да ни се представите и да ни кажете во кој смер бевте во школата, Повилјана. Јас сум Ана Новеска, учев во Општинскиот електромашински училиштен центар во сmerот техничар за компјутерска техника и автоматика. Добро. Јас сум Бобан Кочевски, како што веќе не представивте. И јас учев на истата насока како Јана, компјутерска техника и автоматика, а основно училиште го завршив во Велгошти Живко Чинго, така што тоа. Така, тешко ли е да се биде најдобар? Како се ускладуваат обврските, желбата за шетање, за уживање, но и учење? Повилјана. Ако рамномерно ги обврските ги споредите, не е проблем никаков, може да се усогласи све, и шетање, и учење. Може да се најде време, а? Секако. Бобан? Па сметам дека е потребно да си организираме времето, за да имаме време и за релаксација како што и сите млади нови години сакаме, но сепак да имаме време и за да се посветиме на учењето. Така што воопшто не е тешко да се ускладат обврските со релаксирањето, затоа што потребно е, како што кажав, да имаме некој план, конзистентност и така. Браво. Кои се омилени предмети? Па повеќето, бидејќи сме стручна насока и тој смер се запишавме заради програмирањето, математиката, кои што ќе ни се насока во понатамашното образование на факултет. Така. Бобан, тебе омилен предмет? Па имам повеќе омилени предмети, но би ги издвоил тука македонски јазик и литература. О, интересно. Да, зачудувачки, но да. Секако математиката е тука и програмирањето. Така, сте били ли дел од некои проекти, некои надпревари, па да сте горди на некои награди да ни споделите? Во трета година имаше државен надпревар за сите стручни училишта, каде што имаше по еден ученик од секој смер. Јас учествував на државниот надпревар со мојот смер техничар за компјутерска техника и автоматика и го освоив 4-то место. Одлично. Секако имаше и ученици од нашето училиште кои исто постигнаа високи успеси на тој надпревар. Одлично. Бобан, ти? Јас би издвојал Еразмус проектот во Мадрид, Шпања, кај што се стекнав со меѓународно признат сертификат од Европската комисија. Браво. И можам да кажам првото место на државниот надпревар за ораторство за најдобар јавен говор. Браво, Бобан. Во два наврати, прво место и второ место. Честитки, браво. Браво. Кој ви беше најголема поддршка во текот на средното образование? Секако, најпрво најголема поддршка ни е фамилијата, семејството, родителите, потоа наставниците кои цело време ни даваа поддршка, не насочува, беа тука за нас кога ни требаше помош, во секое време можевме да ги побараме. Другарите, секако исто така. Одлично. Бобан? Да, секако родителите се тука на прво место и покрај родителите тука се и професорите, наставниците кои се наши водичи низ нашето образовно патување, кои што без нив не би можеле да успееме и да стигнеме каде што сме тука сега. Имаме ли некој ментор, наставник кој што би сакале да го издвоите? Благодарност секако до сите професори, меѓутоа има ли некој таков? Секако благодарност до сите професори, беа тука за нас секогаш. Но имаете да се заблагодарам на класната Билјана Ристоска, професорката Сања, професорката Јуле и сите останати професори, стварно
Така, Бобан, вие Наистина ги има ли има некој? премногу. Така? Ако почнем сите да ги кажеме, но ќе избројам неколку. Пред се професорката Александра Настовска-Николовска, класниот Гоце Ѓоргиевски, поранешниот класен Нацо Вретовски, дука се уште неколку професори и професорки како Жермена, професорот Јане, професорката Олга, Јулијана и така натака. Така, кои се плановите? Ќе го продолжиме ли образованието? Секако, образованието ќе го продолжиме на факултет, на Финки во Скопје, на смерот софтверско инженерство и информациски системи. Одлично, вие Бобан? И јас истото на Финки, софтверско инженерство смерот. Зошто тој смер? Нешто е специфичен или вие како надоградување на оно што веќе го учевте? Па најпрво како надоградување, бидејќи вклучува се што сме учеле досега во средното образование. Одлично. Па да, тој е најпросперитетен, мислам, од сите смерови на факултетот. И да, како што ја кажа Ана, тоа е продолжување на нашето образование во средното. Каде се гледате себе си во следните 5-10 години, значи по завршување на факултет ве прашувам? По Би сакале да работите, еве директно. Па по завршување на факултетот, како вработен, нормално програмер според моите очекувања, факултетот е тој што ќе ме насочи дополнително каде сакам да продолжам. Така, Бобан, ти? Јас се гледам како успешен програмер во некоја странска фирма, но тука во Македонија. Ја гледам иднината тука во Македонија. Одлично. Тоа е тоа. Одлично, тоа е струка на иднината. Секако. Одлично. Кој совет би им го дале на идните ученици? Како да се стигне до успехот? Битно е да не се откажуваат, да се упорни и тоа што го имаат зацртано да си го остварат. Тоа е најважното. Нивната желба е најважната што може да ја направат. Бобан, вие? Сметам дека треба да си го распоредат времето, да има време од се по нешто. Секако тука е битно да се учи не само пред тест или пред испрашување, туку цело време да се учи ред по ред, затоа што мислам дека на тој начин најдобро се запаметува тоа што се учи и останува врежано во меморијата. Имате ли хоби? Како се релаксирате? Јас имам хоби, посетувам фолклорно друштво, Играорна, и така го исполнувам моето слободно време и времето за релаксација. Одлично. Бобан, вие? Јас времето го искористувам, го поминувам на компјутерите и телефоните, понекогаш програмирање, нели тоа што е нашата струка, сурфање, така по медиуми, гледање YouTube видеа и така натаму. Така. Имате ли идоли? Па идоли најпрво родителите, бидејќи тие ни се поддршка и ни прикажале некој начин на живот како тие успеале и стигнале до тоа што го направиле и како ние треба да стигнеме до тоа. Бобан, вие? Па идоли мислам дека тоа се професорите и семејството, затоа што нели како што ја кажа Ана, тие ни покажале како тие успеале во животот и ни даваат некоја насока како и ние да успееме како и нив. Така. За крај последно прашање, пошто ќе се паметат средношколските денови, што е она кога ќе помислите на средно училиште, најмногу ќе се сеќавате? По средното училиште најпрво друштвото, тоа мислам дека е најважниот дел од средното образование, да останеш во контакт со тие што си се дружел, што си поминувал школски денови, секако професорите, настаните што се случувале во училиштето. Забавата, другарувањето. Да, секако. Така е. Бобан? Па би рекол стекнатото знаење кое што сме го добиле во образованието, секако тука се и другарувањата, и дружењата, излегувањата, сите тие активности кои што сме ги имале, кои што ќе ни останат за понатаму како темел на нашите наредни успеси. А верувам и по некоја белја. Па кај нас не, но има и такви кои што има бели. нормално, нема средношколски Секако, денови. да, има и бисери, да. Така, ви посакувам да ви се остварат соништата. Многу ви благодарам што бевте благодарим. дел од емисијата Прашалник. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата која што ја посветивме на најдобрите средношколци. Ви благодариме на вниманието.